повторно сме во студиото и со нас денес гостин, чест ми е да го најавам, министерот за локална самоуправа, господин Златко Перински. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата. Јас ви благодарам што вие се одзвавте на нашата покана, со оглед на тоа што темата на емисијата е животот во општините низ Македонија, а вие со самото доаѓање на вашата функција, прво нешто што најавивте беа тие 250 милиони евра поддршка за општините низ целата држава. И на почетокот, значи, како би го распределиле овој износ? Им кажавте на општинарите да се подготвуваат дека јавниот повик ќе биде отворен од септември. Значи, кои се условите за тие да ги добијат овие пари? Токму така, тука е практично суштината на ова изборно ветување, би го нарекол, сега преточено веќе во програмата на владата. Нашата интенција е да не оставиме ниту едно населено место без основни услови за живот. Од она што можеме да го видиме на теренот во Македонија, се уште имаме недоволно развиени општини кои што навистина кубурат и во човечки потенцијал, но исто така и во финансиски капацитет за да реализираат некаков таков проект. Во таа насока беше и ова ветување, да речеме, од наша страна, кое што планираме во следниот период да го спроведеме. Сметаме како влада дека е несоодветно луѓето кои што живеат во помалите населени места, во помалите населени општини, да ги немаат основните услови за живот. А тоа се канализација, вода, патишта. Значи, ние збориме сега за 21. век, каде што ние од Скопје, да речеме, го осеќаме комодитетот на модерниот начин на живот, а некој... Не секогаш. Извинете. Се согласувам. Особено во оние стари градски населби во централното јадро, каде што се гради без мерка, ама атмосферската и фекалната канализација е како од пред 30 години. Се извинувам што ве прекинав. Не, 100% сте во право, се согласувам во целост. Идејата беше да и останатите и помалите оние средини да го имаат истиот квалитет на живот. Луѓето кои што живеат таму да го имаат истиот квалитет на живот, како и оние кои што живеат во поголемите и поразвиените локални самоуправи. Како што веќе информиравме, ние како Министерство за локална самоуправа веќе започнавме еден циклус на средби со градоначалниците по планските региони. Три такви средби веќе одржавме, денес ја одржавме третата. Навистина е многу убаво чувството кое ќе слушнете од страна на градоначалниците дека се подготвени да реализираат проекти дури за многу повеќе средства од она за кои што предвидуваме оваа година. И мислам дека цел овој процес ќе се одвива пред се и во насока на подобрување на квалитетот на граѓаните. Ќе биде многу квалитетен проект. Јас тука би се надоврзала, постојано велиме дека Македонија има проблем со иселувањето. Прво имавме со децени проблем со миграцијата село-град. Градовите се наполнија и сега имаме проблем со миграцијата надвор од државата. Сега почнуваат и градовите да се празнат. Колку Министерството со овие пари што ќе им ги даде на општините ќе помогне да се направи една добра инфраструктура, особено во помалите општини, за да можат луѓето да имаат пристоен живот, да го уживаат комодитетот и да останат да живеат тука. Знаете како? Токму од таму и произлезе суштината на ветувањето. Не можете да замерите на луѓето што се иселуваат затоа што условите во кои што нормално функционираат се ненормални, да ги наречеме малце погруб речник да употребиме. Исто така не можеме да го занемариме фактот што во изминатите 7 години навистина во суштина или во пракса ништо капитално не се реализираше. И во таа насока, за да ја задржиме популацијата во рамките на државата и за да не го сконцентрираме целото активно население на територијата на градот Скопје, сметаме дека доколку ги средиме инфраструктурните капитални проекти, значи основата на потребите на локалните самоуправи, на тој начин во малку ќе подпомогнеме граѓаните да си останат во своите родни краишта. Сега тука има и одредени фази, треба да се наоѓа работа за тие луѓе да работат, да продуцираат и се останато, меѓутоа ние сега збориме за базата. Значи ние сакаме да немаме проблем со водоснабдување,
Значи, да нема општина каде што нема водоснабдителен систем, да нема општина каде што нема канализациона мрежа, да нема општина каде што нема неасфалтирана улица, да нема општина каде што има проблем со школо. И вие, кога тие проблеми ќе ги изорганизирате или ќе ги спроведете или ќе ги суштински ќе ги пружите на граѓаните, тогаш за очекување е фактот дека тие би останале во своите средини и би ги развивале своите работи на нивната територија. Тоа е главната суштина на ова ветување. Рековте дека од септември ќе го распишете јавниот повик, но им најавивте пред време, неколку месеци, на општинарите да размислуваат. Ќе биде ли тоа доволен период за да ги стокмат документите, да ги направат проектите, да аплицираат за овие пари? И како ќе биде доволен, затоа што веќе ви споменав дека имаме ние средби кои што ги организираме преку планските региони со градоначалниците. Градоначалниците си имаат завршено својата домашна работа и навистина имаат квалитетни инфраструктурни проекти кои што им се готови и кои што се зрели за реализација. Проблемот до сега беше што они немаа финансиски средства за тие да ги изреализираат. Еве сега владата преку централниот буџет им ја нуди таа можност. Како што веќе знаете, согласно ребалансот на буџетот, кој што очекуваме да заврши некаде кон крајот на овој месец, за оваа година предвидуваме 100 милиони евра, кои што ќе бидат наменети за општините, а веќе од јануари и секоја следна наредна година предвидуваме 250 милиони евра, кои што ќе бидат наменети за општините за капитални инфраструктурни проекти. Или некаде да заокружиме за еден 4 годишен мандат, општините би требале да добијат околу 1 милиарда евра. На овој начин, мислам дека и како ќе ја подобриме состојбата и условите за живот во рамки на локалните самоуправи. И секогаш кога, да речеме, треба да се дели некаков колач помеѓу некого, обично велиме дека оние кои што се побрзи, поснаодливи, поразвиени, земаат поголем дел, 81 општина, 80 општини плюс градот Скопје. На кој начин ќе се распределуваат парите? Бидејќи по логика на нештата би требало најмногу пари, да речеме, да дојдат во скопските општини и во градот Скопје. Но дали е тоа така? Токму така. Она што ние како влада планираме е да има рамномерен регионален развој на целата територија на Република Македонија, бидејќи навистина не е соодветно ако концентрираме све во една или десетина општини, ајде да ги кажеме, кои што може би се побогати и помоцни. Суштината на ова ветување е секој да добие од колачот. Многу е битно и затоа овие средби со градоначалниците ни даваат една двонасочна улица во која што ние успеваме да ги слушнеме нивните потреби и можности, а од друга страна ние па како Министерство за локална самоуправа на нив им кажуваме од прилика во која насока ќе се движи јавниот повик. Значи јавниот повик е наменет за сите локални самоуправи, вклучувајќи го и градот Скопје. Во јавниот повик може да учествуваат сите градоначалници кои што имаат готови проекти. Еден од основните критериуми е градоначалниците да бидат спремни со готови проекти и тие проекти да имаат соодветна пропратна документација, тоест да имаат одобрение за градба. Затоа што цениме како влада дека не е целисходно да дадеме пари за некој проект, а при тоа нема соодветна документација, би било навистина невкусно да издвојуваме огромна количина пари од централниот буџет, а тие да седат на наменската сметка на некоја општина која што се уште чекаме да досреди документацијата. Значи, главен и основен предуслов е градоначалниците да имаат готови проекти, зрели капитални проекти и да имаат соодветна пропратна документација завршена. Понатаму, согласно одлука на влада, по завршувањето на ребалансот, Министерството за локална самоуправа заедно со ресорните министерства ќе распише јавен повик на кој што сите градоначалници можат да учествуваат со она што пред малку го споменавме. Сега, јас пак ќе се вратам на она што е веројатно горлив проблем за сите помали општини во државава. На некои општини во Македонија им е потребно, да речеме, проширување, доуредување, народски кажано шминкање на одредени работи, додека пак други општини имаат проблем со капитални инвестиции. Нема да ги спомнам имињата, но како за илустрација ќе ви кажам, во една скопска општина пред повеќе од 10 години, еден градоначалник, кога го викнавме и сега раскажува колку пари потрошил, вели, да речеме, дупло повеќе од некој во урбана.
општина. И викам, а не него му е лесно, тој прави детски игралишта и става павер елементи. Јас правам канализација, која што никој не ја гледа дека се потрошени парите. Затоа велам, ќе правите ли разлика меѓу проекти што се за некаква шминка и проекти кои што се битни за животот на граѓаните во некоја друга општина? Ве разбрав на што мислите, затоа што јас секојдневно комуницирам со градоначалниците. Главната цел и основната цел на ова ветување е да се реши инфраструктурниот проблем во државата. Значи тоа е основата. Главниот фокус ќе биде насочен таму. Ние не велиме дека нема да земеме или нема да евалуираме проекти кои што би биле од декоративно значење, ајде да кажеме, согласно Ама вашите тоа е укажувања. супер, ако значи се друго е средено, па сега треба да шминкаме. Апсолутно. Значи, основата и базата на ова ветување е да ја средим инфраструктурата на територија на Република Македонија. Ние знаеме дека никогаш не се доволно средства. Ние знаеме дека и покрај оваа милиарда што ја предвидуваме за овој 4-годишен мандат ќе има повторно побарување. Тоа е жива материја. Меѓутоа, основата е основа. Ние не можеме да тргнеме да градиме нешто ако немаме канализација, ако немаме вода, ако немаме пат, ако немаме училиште и така натака и така натака. Значи, пред се, апсолутно, пред се е насочено во развивање на инфраструктурата. Доколку некој сака да се обрати до Министерството, сега зборуваме за индивидуални проекти, може би никаква средба, има ли можности Така за такво нешто? Бидејќи, мора да се согласиме, прилично беа затворени институциите, не сите, се разбира, но... Почнуваме да ја менуваме таа слика и нам не ни се допаѓа како функционираше изминатиот период, дали владата, дали некои локални самоуправи, значи почнуваме да ја менуваме таа слика. Јас сум по природа отворен човек, сакам да ги слушнам сите и потреби и проблеми на граѓаните, исто така како што изминатиот период ги слушам проблемите и очекувањата на градоначалниците. Во таа насока Министерството за локална самоуправа од денес па натака има отворено мејл преку кој што може да комуницира исклучиво со кабинетот на министерот и на вистина ќе одговориме на секое барање. Сега не можеме да кажеме дека тамо нема да стигаат и неконструктивни, ајде да кажеме, предлози, Сигурно, тоа сум убедена дека ќе има и така. Главниот фокус на нашето делување ќе биде да ги чуеме реалните потреби и да видиме зашто тоа не се решило. Ние како министерство можеби немаме ингеренција директно да интервенираме и да решиме некаков проблем, но суштината, ако ја согледаме, можеби и ќе можеме преку некаква соработка, колаборација со некоја одредена институција да придонесеме за подобро утре. Само ќе ми дозволите да го прочитам мејлот. Мејлот е spodeli@mls.gov.mk. Ги очекувам и ги поканувам сите граѓани кои што имаат било каков проблем да ни се обратат. Јас лично го водам овој проект и јас лично ќе бидам оној кој што ќе ги комуницира во иднина. И како за крај, едно прашање со оглед на тоа што толку некако ни е народов политички поделен и тоа ни се чувствува во секоја пора на живеењето. На локално ниво, поголем дел од општините се од вашата коалиција, градоначалниците во тие општини. Ќе има ли некаков проблем при распределување на средствата? Дали градоначалниците од опозицијата ќе имаат можност да дојдат до тие пари? Како влада ние ова не го правиме за да фаворизираме некои локални самоуправи, туку како влада ова го правиме за да го подобриме животот и на граѓаните на било кој основ. Значи ние граѓаните не ги делиме согласно политичка определба. Исто така ќе биде и при прераспределбата на овие средства. Значи нас ни е во главен и примарен фокус ни се граѓаните и да го подобриме нивното секојдневие. Еве тоа нека е главната цел и во таа насока и на средбите кои што ги одржуваме во рамките на владата за овие плански региони каде што ги гледаме сите градоначалници, поканети се сите без исклучок од било која политичка провиненција потекнуваат. Значи така е до сега, така ќе биде и во иднина. Секој оној кој што е заинтересиран да аплицира за да добие средства и при тоа има готов и зрел проект е добре доден. Јас се надевам дека со оглед на тоа што ве познаваме како успешен директор на спортскиот центар Борис Трајковски пред повеќе години, дека сега ќе бидете уште поуспешен министер за локална самоуправа со оглед на тоа што нам пак тематиката ни е да се занимаваме со тоа како живеат луѓето во Македонија и како функционираат општините. Веројатно ќе имаме и почести средби.
па следната средба нека биде, да речеме, кога ќе биде отворен повикот, да ги подсетиме уште еднаш општините дека треба да аплицираат, за да можат да се развиваат. Дај Боже, пред се ви благодарам за убавите зборови. Навистина, главен фокус ми е да ја смениме политичката култура во рамки на нашата држава. На народот му е преку глава од гледање политички циркус. Треба да се спуштиме доле меѓу граѓаните, на било кој основ да успееме да им го смениме секојдневието во насоки на подобро, нели, нормално. И тоа е нашиот главен фокус и навистина сме насочени, ќе дадеме се од себе да тоа го направиме. Јас ви благодарам за гостувањето. Уште еднаш ќе кажам, оние кои што решиле да си одат од државава, веројатно не постои начин некој да ги спречи, но барем за нас кои што решивме дека нема да си одиме од овде и дека сакаме да живееме во Македонија, навистина ќе се создадат подобри услови за живот, за генерациите кои што ќе останат зад нас да имаат каде да живеат.